Благодарам, господине Джафери, господине премиер, почитувани пратеници, почитувани медиуми. После подолг период, еве сум на говорница, нема да бидам многу долг, верувајте ми. Се премислував цело време дали воопшто да дојдам овде да проговорам нешто, бидејќи мислам дека сето ова е една фарса, еден галиматијас во кој сме најдени и ние како пратеници и луѓето или граѓаните на Република Македонија. На мојот Facebook статус пред некој ден напишав дека живееме во тешки времиња, исправени сме пред многу предизвици, општеството ни е поделено, народот е поделен и никој во никого не верува. Доволна е една мала искра за некој да биде трајно жигосен како предавник или да биде жигосен како човек кој не е достоинствен овде, од ова место, да ги застапува интересите на граѓаните. Нема да зборувам за тоа што ми се случувало, нити пак да се правдам, оти кога човек се правда, во принцип признава дека направил некаква грешка. Сакам да проговорам нешто кое овие денови изминати пред референдумот и откако беше референдумот. Слушаме разни зборчиња кои мене ми се многу чудни, секој дневни. Има зграбчете, зграбчиме, зграбчат, зграбчемја и така натаму и така натаму. Има збор кој се вика избор, има збор кој се вика живот за сите, сиромаштија, иднина, минато. Константно се употребуваат овие зборови. Верувајте ми, а сите знаете дека јас можам во една многу екзалтирана состојба сите овие зборови поединечно да ги објаснам и знам дека одредена група од граѓаните ќе ми веруваат, но знаејќи дека јас работам како актер и секогаш публиката која мене ме гледа не набива секогаш сета публика за мене. На некого нема да се допаднам, но не ми е таа целта овде да зборувам. Сакам да кажам овде зошто нема да гласам за пристапување кон уставни измени. Затоа што спогодбата од нивици во Преспа, таква каква што беше, мене како човек ми налагаше да не верувам во она што го пишува внатре, бидејќи според моето искуство досега сметам дека внатре има одредени некои работи за кои веќе многу пати станува збор, со кои не се согласувам. Врв на сето тоа беше, значи првата причина е 30 септември, каде што сите се согласивме, вклучително и Државната изборна комисија како највисок орган, дека референдумот не успе. Затоа што еден од двата кумулативни услови не беше усвоен. И втората причина е заради тоа која произлегува од првата, од член 73 од Уставот вели штом еден од двата услови не се исполнети, јас немам право да расправам овде. И третата причина, затоа што сите ние овде, колеги, имавме заклетва, кога влеговме во овој законодавен дом, дека ќе го почитуваме суверенитетот, Уставот и уставноста на оваа наша Република Македонија. Бидејќи граѓаните нас не ни дава виза тоа да го правиме, јас сметам дека немам мандат тоа да го правам. Вчера слушнавме овде од премиерот збор за помирување, некој го протолкувал како амнестија, разни луѓе. Господине Заев, сакам да ви кажам, како во филмот Добриот, грдиот и лошиот, има два вида луѓе. Во ваш интерес го зборувам ова. Едни кои читаат книги и едни кои читаат Фейсбук. Мала е таа разлика. Во тој контекст сакам да ви кажам, немојте, ве молам господине Заев, овие пратеници сите овде, да ги туркаате и да притискаат копче за кое не дале заклетва. Вие не сте пратеник, вие сте само предлагач. Нашиот председател Мицковски не е пратеник, но е лидер на партијата.
Мој совет е да се затворите 5 дена или 10 дена некаде, да разговарате максимално како треба, да донесете некаков заклучок за добрата, убава иднина која ќе не чека како држава, а овој народ тоа го чека, а ние овде после во тој контекст да разговараме. Вчера овде слушнав, а вклучително и денес, многу говори. Едни беа возвишени, едни беа просветлени, едни беа вдахновени. Со голема жал за целата македонска јавност морам да кажам дека јас нит сум просветлен, нит сум возвишен, нит сум вдахновен од оваа состојба во која се наоѓаме ние овде сите. Сакам да ви кажам, кога ве слушав, сите ваши говори денес и вчера ми личеа на некава писмена работа по македонски јазик на одредена тема. И сето тоа е добро. Немам причина да не ви верувам дека е тоа така. Но за крај ќе ви кажам една работа. Јас секогаш ги црпам моите работи од книжевноста. Сите знаете како вели Достоевски, ништо не е случајно, се е договорено. Има еден роман, се вика Записи од мртвиот дом, прочитајте го. Сите го знаете кој е Гете. Има една драма која се вика Фауст, прочитајте ја. Но најдобро ќе ви го препорачам големиот наш Живко Чинго, во контекст на ова што сега ни се случува. И со тоа ќе завршам. Живко Чинго има напишано една книга раскази која се вика Пасквелија. Има еден расказ таму, Зурло се вика. Раскажува за Зурло, свирачот Пасквелски, кој е крајно сиромашен и кметот на селото кај што живее прави свадба за неговиот син и го кани да свири на свадбата. Зурло не сака да свири. Неговите долгогодишни пријатели една вечер го молат заради децата и заради сиромаштијата да оди да свири за да земе некоја паричка. А Зурло му вели на едниот од нив: се сеќаваш ли, Најденко? Се сеќаваш ли, Најденко Исаиловски, како пред толку и толку време кметот те удри по твоето око и окото ти истече како капка? Едното око ти остана на врвот на железната бастуница. Заминал, не свирал. Ви благодарам многу.